Добро ве, колеги, јас најнапред како домакин да ви се заблагодарам што дојдовте, особено да се заблагодарам на оние колеги што ќе успеат да издействуваат ова информација да дојде во јавноста. Соочени со се понегативните трендови и влошување на условите за работа во сите сектори, без исклучок, и отворените антисиндикални активности кои што земаат замав, 4 синдиката, самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници, синдикатот на вработените во управата, правосудството и здруженијата на граѓани, синдикатот на вработените во дипломатската служба и самостојниот синдикат на клиничките центри се согласија денеска да потпишат повелба за солидарност. И тоа е темата на оваа пресконференција. Очекуваме оваа повелба да биде пресврт, да биде почеток на напуштањето на сликата на синдикатите како бирократизирани елити кои што немаат допир со своето членство. Да биде прв чекор во една вистинска синдикалистичка активност што за своја основа го има почитувањето, одбраната и промовирањето на правата на работниците. Работниците денеска, независно дали се врвни хирурзи или монтажери и хонорарци во медиумите, дали се професори на факултетите или судска полиција, се онеправдани, исплашени за својата социјално-економска положба и поради тоа замолчани. И ние немаме право да се преправаме дека не го гледаме тоа. Меѓу двата 1 маја, меѓу двата празника на трудот, ние бевме сведоци на судска забрана на елементарно право на штрајк, на забрана на новинарите да информираат за тоа, правејќи ги соучесници во кршењето на основното право на синдикалната активност. Ние сме сведоци на закани и забрани на синдикално организирање со закана од отказ и нереагирање на трудовата инспекција заради тоа. Сведоци сме на нападот и на интегритетот на професионалците и нашите членови. Сведоци сме на многу ситуации кои што имаат еден заеднички именител, а тоа е обезвреднување и понижување на трудот. Оваа повелба е отворена за сите што ги споделуваат вредностите посочени во неа. Ние очекуваме дека таа е прв чекор и демонстрација на синдикалниот солидаризам и активност која што ќе доведе во Македонија повеќе никогаш да не се наметнува дилемата дали 1 мај се слави со скара или со барање за поголеми права, поголеми плати и подобри услови за работа. Тие барања се основата, фундаментот на синдикалното организирање и синдикалната активност. Тоа е она наша основна вредност за која сметаме дека е крајно време да и се вратиме. Јас сега ќе му дадам збор на колегите да кажат нешто повеќе, а потоа ќе ја потпишеме повелбата. Повели Пеци. Добре, ево јас. Како председател на синдикатот на работниците управата, правосудните органи и здруженија на граѓани, можам да кажам дека се ова што досега колешката Тамара го изнесе беше една иницијална каписла да заеднички седнеме денески и потпишеме на повелба на солидарност, која ќе не пострекне на уште поголема соработка и солидарност меѓу синдикатите. За жал, денеска синдикатите во Македонија се, како ретко кога и како ретко во која земја, најразединете организации. Без чувство за солидарност и за заедништво, и затоа тие причини, ево, го очекуваме утрешниот празник 1 мај, разединети, без идеја како да погласно го дигнеме нашиот глас за поголеми права. Затоа решивме да се обединиме, имајќи во пред дека сите овие 4 синдикати имаат своја специфика, дека сме малку поразлични во действувањето од другите и веројатно тука најдовме таа заедничка нишка. Јас само 2 збора ќе кажам за синдикатот НУПОС, зашто сметам дека е синдикат кој работи во интерес на своите членови. Синдикат НУПОС е препознатливо име во Република Македонија, причини што како прво е организатор на многу штрајкови во овие години на транзиција.
Го има и најдолго организирано штрајк во судовите во 2001-та, односно 2001 година, кој траеше 80 дена, кога тогашниот министер спротивно на законот не ги исплати платите на работниците. Синдикатот беше толку моќен финансиски, тоа го надомести и останавме и натаму единствен синдикат во Македонија кој за време на штрајк ги исплати своите членови. Работата на синдикатот е транспарентна и како таков тој е член и на Светската и на Европската федерација на синдикатите од јавните служби. Ќе завршам со следното. Во земјите во транзиција процесот се уште не е завршен и за жал тоа се однесува и на синдикатите. Синдикатите секаде во светот представуваат вистински џин. Не убедени тоа како да го разбудиме тој џин да представува вистински представник на работниците во заштита на нивните право од работен однос.